1,7 милиони евра или 108 милиони денари или 0,002% од буџетот ги издвои владата за наука и истражување во 2014-та, или 20 пати помалку од Бугарија, 40 пати помалку од Хрватска и 70 пати помалку од Словенија. Најбогата институција останува полицијата. 125 милиони евра е нивниот буџет кој вртоглаво расте од година во година. Но што имаат заедничко полицијата и науката? Не многу, освен фактот дека и покрај скромниот буџет за помагање на науката, Министерството за образование, наместо во факултетите, инвестира во полицијата. Нова Летоска пишуваше за аферата кога Крим лабораторија за следење на комуникациите, наместо на Факултетот за безбедност, со одлука на влада била предадена на МВР. Факултетот требало да ја добие оваа лабораторија во рамки на мегапроектот на владата за опремување на научните и образовни дејности. Фалби кои дури завршија и во владините спотови. Високо образование. Напредок во науката. Министерство за образование и наука на Република Македонија. Но новите документи покажуваат дека Министерството никогаш немало намера да набави лабораторија за факултетот. Оваа лабораторија, или опасна играчка која возможува пресретнување на комуникациите, односно шпионирање на граѓаните, однапред била предвидена да оди во рацете на полицијата. Ова е документ од Министерството за образование, од кој се гледа дека Министерството, а не факултетот, барало понуди за лабораторија на МВР. Како краен корисник е потпишан службеник од полицијата, но одговорното лице од Министерството за образование, освен потпис, не го впишало своето име. Од Министерството бараме одговори за ова, но и за други спорни набавки, како например овој документ кој оставна на страницата на Бирото за јавни набавки, а со кој Министерството набавило Крим лаборатории во вредност од 2,5 милиони евра, една за Факултетот за безбедност, која никогаш и не завршила таму, а друга за Македонската радиотелевизија. Ние ваква лабораторија немаме, ниту пак сме барале. Единствено добивме мала лабораторија со монтажа за обука на млади новинари. Зашто би ни била нам Крим лабораторија? Одговори Маријан Цветковски, директорот во МРТВ. Одговорите од Министерството патуваат со месеци, но се уште никој ништо не кажал. Едно е сигурно, Факултетот за безбедност не добил ништо, но многу луѓе се вмешале за да се заскријат трагите на вистинската дестинација на овие лаборатории. До толку, што во обвинителството во моментов лежат 3 кривични пријави за злоупотреба на службената должност. Случајот го откри професорката Фросина Ременски, а го следеше Transparency International. Овие снимки се направени во февруари 2013-та во друштво на премиерот, директорот на УБК и вработени во МВР. Министерството за образование присуствува на така нареченото свечено пуштање во употреба на нова форензичка лабораторија за компјутерски вештачења. Се почнува кога новото раководство на Факултетот за безбедност во 2012-та открива дека во рамки на проектот на владата тие аплицирале за опремување на 3 лаборатории. Аплицирале, ама никој не знаел. Станува збор за опремување на 3 лаборатории, од кои што едната е електронски микроскоп за форензичко вештачење. Вториот тип на опрема за втората лабораторија е автоматизираниот систем за регистрација на траги од папиларни линии или популарно АФИС. И третата лабораторија, односно опремата за третата лабораторија се компјутерски хардвер и софтвер, во многу подсегменти објаснен во одлуката со перформансите на компјутерската техника, но во кратки црти тоа е опрема за пресретнување на електронските комуникации. Само што именувана за продекан, Ременски увидела дека на факултетот таква опрема никогаш не пристигнала, туку веднаш завршила во МВР. Ниту имало документ за примопредавање, а новиот документ потврдува дека намерата никогаш не била факултетот да ја добие оваа опрема, но последиците не ги стигаат кршителите на законот, туку оние кои бараат одговори. Деканот на факултетот на 15.3 беше суспендиран од ректорот со образложение дека не постапил по е утврдена незаконитост во работењето, дека факултетот немал согласност за изведување на високообразовна дејност на двајца професори од судска медицина кои што ја покриваат наставната и предметна програма од судска медицина, иако ние тоа го имавме.
Добивме решение според кој што требаше да постапиме во рок од 8 дена. Факултетот постапи во рок од 2 дена од добивање на решението, но во тој период од 8 дена ректорот очигледно избрза во постапката и донесе одлука за суспендирање на деканот, со тоа и на продеканите. Во таа постапка на жалба по одлуката од 30 дена, која што траеше до 8.4. до наредната седница на Сенатот на Универзитетот, не успеавме реално ништо да направиме и да ги соочиме членовите на Сенатот со неоснованоста на одлуката на ректорот. Просветниот инспекторат не го направи навреме контролниот инспекцијски надзор во кој што требаше да констатира дека реално ние сме постапиле по сите точки од решенијата. Да биде иронијата поголема, контролниот инспекцијски надзор се направи на 9.4., односно ден по донесување на решение за разрешување на деканот од страна на Сенатот. Ние записникот го добивме во кој што се констатира дека отстранети се сите укажувања од решението од просветната инспекција, но тоа записникот од контролниот инспекцијски го имавме постфестум, односно во периодот кога тој не можеше да ја има таа правна сила. Транспарентност Интернешнл ги потврдува сомнежите. Првим почнавме од анализа на правната рамка, она што рековте, што всушност е правна основа за тие постапувања. Ги имавме во предвид и законите за јавни набавки, но исто така и законите за универзитетот, односно Законот за високо образование, поставеноста на универзитетот, поставеноста на Министерството за внатрешни работи и нивната взаемна комуникација, имајќи ја предвид автономијата на универзитетот и сето тоа постапување, дали може да се префрла имотот од универзитетот на една институција во владата, па нека е тоа и Министерството за внатрешни работи, и дали сето тоа може да се прави воопшто, и ако се прави, во каква постапка треба да се направи. Па мислам дека идејата и воопшто не била примерно да дојде на факултетот. Целата обреба со самиот факт што се прескокнати сите фази во аплицирањето за опремата на владиниот конкурс за опремување на лаборатории за државните универзитети и високообразовни установи, и се сомневаме дека воопшто е направена проценка што воопшто му треба на факултетот. Самиот факт што целата постапка за утврдување на потребите од форензички лаборатории не поминала во органите на факултетот, во организацијските единици, катедрите на 5 катедри што ги има факултетот за безбедност и органите на факултетот, деканатската управа и наставно-научниот совет како највисок орган, фактот дека во подготовка на елаборатите и на тендерската спецификација учествувале мал број на луѓе, не било поделена тоа со наставниот и со работничкиот кадар на факултетот, зборува дека проценката за потреба на опремата не е правена за факултетот, туку за Министерството за внатрешни работи. Се постапило незаконски, тоа е очигледно веќе, затоа што некој тврди дека нешто се случило, а тоа нешто не се случило. Се поставува прашањето дали воопшто е набавена таа опрема, што се случило со средствата од тој тендер, ако е набавена таа опрема, каде се наоѓа. Факултетот за безбедност очигледно не ја видел и не ја добил, Министерството вели дека ја видело и ја добило, ама за тоа треба да покаже одредена документација, но факт е дека многу лица кои што биле вклучени во ова, ја ги повредиле законите, ја злоупотребувале својата службена положба, постапувале несовесно во рамки на своето службено работење, иако имале законска обврска да ја штитат законитоста на работењето на институциите. Биле вклучени тука поголема група на луѓе, се разбира, ова не може да се направи еден сам, но иако биле вклучени и поголема група на луѓе, не биле вклучени тие што треба. Значи,
не се спроведени постапките согласно Законот за високо образование и согласно актите на Факултетот за безбедност. Случајот е во рацете на органите на правдата, а Министерството за образование должи уште многу одговори на поставените прашања. Зошто и со која цел набавувале опрема за следење за полицијата, која никако не може да се квалификува за конкурсот за опремување научни лаборатории?